Прехрамбени производи од скоро 70.000 евра во главниот магазин на владините бифеа постоеле само на хартија, но во реалноста ги немало. Пописот од 2024-та покажал разлика меѓу сметководствената и фактичката состојба од 4,2 милиони денари, констатира Државниот завод за ревизија во ревизорскиот извештај за работата на владината служба за општи и заеднички работи за 2024-та. Во службата им одговориле на ревизорите дека храната се евидентира автоматски во софтверот. Не е воведено правило за пресметка за кало и растур, согласно официјалната номенклатура за кало и растур, изразена во процентуална вредност на секој вид на храна поединечно, од која може да произлезат разлики во вредноста на прехрамбените производи во главниот магазин и кујните. Сепак, ревизорите одговориле дека забелешката представува известување за причините, но оти не се предложени мерки за решавање на состојбите. Ревизорите исто така констатирале дека при обезбедувањето службени возила од висока класа на лизинг треба да се уреди постапката за подготовка на техничка спецификација, за да се обезбеди поголема конкуренција со оглед на тоа што на последните 3 тендери имаше само по еден понудувач. Недостасуваат процедури или упатства за планирањето на потребата од набавка, односно дали за возилата има реална потреба и не се вршат анализи за оправданоста на лизингот. Ревизорите исто така констатирале дека за сервисирање на возилата со кои располага службата била склучена рамковна спогодба со 3 економски оператори, но кај 2 од нив половина од набавените услуги и резервни делови не биле предвидени во техничките спецификации со однапред утврдени цени, што упатува на несоодветно планирање на потребните делови. Ревизорите констатирале низа системски слабости во работата на службата за општи и заеднички работи, од проблематични вработувања до несоодветно управување со државниот имот.